најавивме дека знаете за што впрочем станува збор по успешниот почеток на новата концертна сезона, символично насловена Печат на времето, со серија прекрасни концерти низ целата земја. Се случи и вчерашниот великденскиот на танец во Националната опера и балет. Впечатоците ги сумираме со нашата гостинка. За концертот, кој што е само еден во низата домашни, но и најавени меѓународни концерти, секако разговараме со Бранка Костич-Марковиќ, уметнички раководител на танец. Добро утро и добро ни дојдовте во утринската програма. Добро утро, добро ве најдов, бидејќи имаме навистина многу убава соработка, не можев да ве одбијам, но верувајте, спиев едва 3 часа, не можев да си ги канализирам впечатоците од вчерашниот концерт, но навистина ми е чест секогаш кога ќе дојдам кај вас. Бројни бисери од вокално-инструменталната ризница на танец можеа да се видат и слушнат вчера на сцената на Националната опера и балет. Ајде да ги сумираме некако впечатоците. Имавте ли можност еве да слегнат истите? Имаше ли доволно простор и време? Се уште постои кај мене блага еуфорија, бидејќи вчерашниот концерт многу мина, после тоа прашаа дали ова е некој јубилеен концерт, специјален концерт. Тој вистина беше гала концерт на танец, но со оглед на посетителите, вчера го имавме во публиката председателот Стево Пендаровски со неговата сопруга, министерката за култура, министерката за одбрана, заменик, амбасадорот на Европската унија и уште многу, да ги наречеме VIP гости, иако публиката на танец е VIP, секогаш танец денес добијави дека ќе има концерт, картите веднаш ќе летнат, ќе се распродадат, но една мисија, да кажеме, на танец е да ја шири својата публика и моја лична заложба, да речеме и особен предизвик ми е луѓето што обично се среќаваат на класичните концерти да дојдат да го видат танец и оние кои што никогаш не го виделе танец. И вчера можам да ви кажам, некои луѓе што прв пат се судрија со танец во живо, рекоа поинаку е да се гледа танец на снимка, отколку во живо, значи ме прашуваат дали носат некакви штитници на колената, колку време вежбаат, сватија кога ќе го видат танец во живо дека тоа не е само уметнички перформанс, тоа е голем физички, психофизички напор. Играорците прашуваа колку број ансамблот, бидејќи тие прават такви брзи измени, толку обликовни елементи ставаат меѓу кореографија додека трае некоја вокално-инструментална изведба, што на сите им изгледаше невозможно, дури правеа споредби со оној светскиот спектакл Riverdance или The Lord of the Rings, меѓутоа јас одговорно тврдам дека танец е пораскошен, поразновиден и веќе со аудиовизуелниот впечаток и поддршката, танец изгледа така светски, може да застане како и секогаш на било која престижна сцена. Споменавте, имавте бројни гости на вчерашниот великденски концерт, меѓу другото беше и председателот на државата господинот Стево Пендаровски. Ќе пренесеме и неговата реакција која што ја напиша токму на Facebook, социјалната мрежа, вели импресивен гала концерт на Националниот ансамбл за македонски народни игри и песни танец во пресрет на великденските празници, со богатата играорна и вокално-инструментална програма од различни региони на земјата, како и со раскошноста на оригиналните носи, танец уште еднаш го оправда епитетот на вистински подвижен музеј на изворното македонско фолклорно творештво. Годели кога ќе добиете ваков комплимент? Секако, овде е сумирано се што е танец, кој знае да чита и меѓу редови, кажано е се, кој е значењето на танец, каков бил впечатокот на председателот и на бројната публика во Македонската опера и балет, и танец и повеќе добива на тежина во сите овие општествени, политички пребирања, после толку години постоење, 73 години постоење, кога веќе изворниот фолклор ретко се наоѓа на теренот, танец е главниот чувар на македонскиот фолклорен идиом. Богата концертна сезона најавивме на почетокот на 2022. Впрочем, новата година ја отворивме и со гостување на танец и ме израдува моментот дека динамична програма се најави, мајки ги предвид рестрикциите изминативе години и неможноста да се настапува во многу градови од земјава бивте досега. Каде се? Јас си земав едни белешки, обично не читам, но просто е невозможно да ви кажам што се очекува годинава. Многу беше тешка пандемијата особено за играорниот кор,
знаете колку и да вежбаат дома, колку и да се одржуваат физички кога не се на сцена, а забраната беше таа балетот кај нас и игралниот кор на танец, долго не можеа да концертираат, но гумина од играурките поминаа корона. Јас искрено им се чудам, ние што сме поминале знаеме како е да се живее после тоа со последиците, а тие да застанат на сцена и да го издржат целиот оној физички уметнички напор е за поздравување. Значи ние почнавме со изворните миниатури, тоа е еден нов концепт. Танец секогаш го негува изворниот фолклор, но го негува и стилизираниот, познатите над 90 кореографии. Но оваа година имавме специјален проект да ги издвоиме изворните ора, песни, инструментални мелодии кои што се темелот на кореографиите на танец и да ги прикажеме така на сцена. Иако постоеше ризик дека тоа можеби нема да биде доволно атрактивно за публиката како овие големи спектакуларни концерти, воопшто не сме требале да се грижиме, бидејќи концертите поминаа одлично. Во таква помала формација танец може да гостува на малите сцени во центрите за култура низ земјата. Беше предизвик да се концертира пред април, бидејќи знаете, ретко кој од нив има греење, но организаторите се покажаа на високо ниво. Беа вистински прекрасни домаќини на танец и танец се представи на една мала сцена во Делчево, мала, но многу сладка, со најмала формација би рекла. Потоа беа Радовиш, Свети Николе, Пробиштип, во Кичево беше еден поголем концерт, таму сцената дозволува налик на овој великденскиот и се представи на деновите на македонска музика и тоа 45-тите, јубилејните, по повод 75 години постоење на Сојузот на композиторите на Македонија. Тоа е особено важно, бидејќи знаете, првите генерации македонски композитори се инспирирале од македонскиот фолклор и тоа ги одликува нивните дела. И убаво беше да се видат македонските композитори, класичната публика, како во домот на македонската армија го следат овој концерт и како се навраќаат или си го враќаат впечатокот за значењето на македонскиот фолклор и во нивните дела. Го завршивме, да речем, овој циклус, ни остана уште еден концерт, можеби, но сега ова беше како една подготовка со великденскиот концерт. Танец ќе замине на турнеја северноамериканска во Канада и Соединетите американски држави. Таму ќе се играат нормално, не може да помине без тешкото, без драчевка, без копачката, сред село Жетварка, Роненка, Малешевка. Од 8 до 23 мај, 8 концерти, Монтреал, Отава, Торонто, натаму Њујорк, Детройт и така натаму, 8 концерти се во прашање, многу динамична агенда, во многу сложени услови, со се уште важечки некои протоколи, PCR тестови, цените скокна за дневници, значи предизвици, Бранка, предизвици. Огромен. Се сеќавам на почетокот на годината кога ни гостувавте и кога ја споменавте турнејата, кажавте не сакам пред време ништо да најавувам бидејќи вообичаено ништо ќе се случи попатно. Знаете дека не може цел ансамбл, не може цел ансамбл да патува, лимитиран е бројот, тоа е скапо. Јас не заминувам, но заминува директорот на Танец Мартин Вучич со да речеме добар дел од ансамблот. Потоа, само што ќе се вратат, ќе треба да подготвуваат нов концепт. Од 13 до 18 јуни одат во... Имаме еден сега повторно нов проект, знаете, во минатото постоел Млад танец, но ние се повеќе има интерес младите да дојдат во танец, да бидат дел од танец, да го допрат танец, па почнуваме со летна академија во Охрид од 13 до 18 јуни, каде што гости ќе ни бидат учениците од насоката за народни игри и песни при Музичко-балетскиот училишен центар Илија Николовски Луј. Започнуваме, се надеваме дека тоа ќе ни трае. Нашите експерти од танец ќе им држат предавања, курсеви интензивни и веќе почнавме со работка, ни беа гости на концертот. Да, ја најавивте меѓународната концертна сезона. Нешто ме интересира е како публиката однадвор ја доживува секоја нова изведба на танец, какви се реакциите, велат никој не останува рамнодушен на една изведба на танец. Така е. Јас ќе си го земам правото да ви
влетам уште еднаш, оди танец, потоа со Владко Стефановски концертот во Марибор, па одат на летна турнеја во Хрватска како гости на ансамблот Ладо. Фолклорно сум бил, имаме меѓу другото, да. Тоа треба да биде еден спектакл заедно со Македонската опера и балет, со целиот нивен изведувачки апарат. Уште нема да откриваме детали, а како реагира публиката? Реагира како што реагира и домашната, по два, значи емотивно, знаете нашата диаспора колку копне по својата земја, така што кога ќе го види танец, тука има плачење, емоции, а танец е екзотика и за странците. Значи, танец не е интересен само за нашинците надвор, туку и за сите оние што имаат прилика да го видат и мислам дека има интерес еве во Америка, во Канада од странци постојано стигнуваат на нашата Facebook страница коментари, едва и чекаме да ве видиме бидејќи картите се во продажба и зажелени се за танец, бидејќи тој од секогаш патувал, порано можеби повеќе, условите се сега поинакви, не им било лесно, патувале со други средства, не со авиони, ама мислам дека впечатокот е ист со несмален интензитет. За квалитетот на игрорниот и вокално-инструменталниот сустав не треба да се дискутира, но секако млада сила секогаш и секаде е добре дојдена. Предпоставувам тоа ќе биде до некаде целта и на летната школа, која што пред малку ја споминавте, но ќе се збогатува и зголемува составот. Какви се најавите за оваа година? Прашањето не е иако имаме економска криза и прашањето не е до танец, туку за жал тоа секогаш зависи од одобрување на работни места. Но потреба има, предпоставувам. Секогаш има потреба. Танец е национална установа и јас можеби ќе бидам здодевна ако не гледале нутринската моите гостувања, мислам дека ова трето веќе поред. Зборувам дека танец нема свој дом каков што заслужува. Немаме објект за да можеме да се прошириме. Ете, да имаме и подмладок, да имаме и едукација и архива како што треба, а верувајте ми дека заслужува. Мислам дека кога ќе го добиеме тој заслужен објект со своја сцена, ќе можеме да на овој начин да ја шириме нашата активност. Сега има и млади вработени, тие имаа можност токму со изворните минијатури да се представат низ Македонија, прекрасни се, но еве вчера, да речеме на Великденскиот концерт, па кога ги видовме оние доајените, возрастните, тие не се толку возрастни, мислам помлади се и од мене, меѓутоа двојно постари од овие младиве што ги споменувам, тие пак имаат таква патина, таква естетика, мислам, толку се прекрасни на сцена, се гледа искуството и заедно кога ќе ги видите сите, добивате впечаток како да сте сред село, како да сте на некој собор, каде што со обични мали гегови ќе видите дека не може секој да застане на сцената со танец, дека тоа не може да го обезбеди ниту едно школо да постојат и насоката за танц во средното училиште, постои факултет на УГД Штип, но играорците, таа презентност, сепак оној X-фактор мора да се има. Незаменливи се и секогаш има потреба од нови сили. Дефинитивно непроценливо богатство на Македонија. Ке се надоврзам на она што го споминавте пред малку, имено танец почива на темелите на низа генерации, членови, кои што успеале да го одржат континуитетот на чување на високите вредности, што цели 7 децении го прават горд македонскиот народ. Колкава е одговорноста на идните генерации да бидат во чекор со високите критериуми кои што се досега поставени, да го одржат тоа врвно ниво, но при тоа да бидат внимателни да го надградат со нови пристапи и обликувања, без да го нарушат или видоизменат она што се нарекува наша изворна традиција. Танец негува, на почеток ви споменав, неколку правци. Мора да го негува изворниот фолклор, зашто ретко кој може во земјава, но мора и да дава нови пристапи, значи уметнички да се надградува.
бидејќи тоа е сценска презентација на нашиот фолклор. Што ме изведен од изборната средина, тоа е веќе некаква стилизација. Сите кореографи, уште кога се основал танец, се удриле темелите. Еве, вчера беше изведена во чест на годинава починатиот Атанас Коларовски, Драчевка, кореографија од 59-та година, но уште 49-та кога е формиран танец, кога застанале со тешкото на она во Ланголен, кога го освоиле Гранд Прито, некако си ја зацртале таа траекторија која што без разлика кој е директор, без разлика во овие 7 декади што се случува со танец, ја држи таа линија, не може да се оди далеко од тоа. И мислам дека од сите вакви ансамбли во регионот, Ладо, Коло, танец е препознатлив имено и по тој стил на кореографирање, на настапување, држи една линија, високи биле критериумите уште на самиот почеток и не е дозволено да се паѓа подолу. Така што во сите периоди има бисери кореографски и изморедни настапи на танец. И со оглед на тоа што станува збор за врвна уметност, го подига ли стандардот во однос на културно-уметничките друштва кои ги имаме во Македонија, се бројни? Да, многу е важен танец. Верувајте дека најголем дел од културно-уметничките друштва, да не речам сите, го играат репертоарот на танец и едва и чекаат. Еве, ќе споменам дека 2019-та по повод јубилеот се постави нова кореографија тогаш, после тоа имаш уште една мијачка, Радовишки собор на кореографот Јовица Блажевски, воедно и раководител на игрорниот кор во танец. И тој е насекаде низ земјава, бара да постави, сакаат културно-уметничките друштва да ја играат таа кореографија, целиот репертоар, и многу важно е што почнавме да издаваме збирки на антологиските кореографии, напишани во ноти. Нашиот раководител на оркестарот Дарко Илиевски направи минатата година 6 такви. Годинава продолжува со уште 6 и сигурно и други луѓе ќе пишуваат за танец. Потоа и вокалниот репертоар е навистина богат. Нашиот раководител Гоце Цоневски на концертите дава разновидна програма, па верувам дека натаму ќе се издадат и такви збирки, затоа што на сите им е потребен репертоарот на танец и јас мислам дека треба да влезе во образованието. Сега веќе имаме причина, кога постојат книгите, да влезе во образовниот процес. Навистина танец е еден едукатор и сите културно-уметнички друштва се вперени со очите во танец и го следат и тој не сме да падне подолу од очекувањата. Би рекле дефинитивно јадро на македонскиот фолклор. Често се дебатира за тоа, барем последниот период, кој сме, од каде сме, и во однос на потеклото танец е совршена лекција за учениците. Па секој еден што ќе нападне нешто македонско, танец може секогаш да излезе со изјава, односно не мора со изјава, туку со пуштање на еден концерт и да ги демантира сите. Значи нема потреба од зборови. Јасно е што е танец и јас мислам дека предноста на танец и нас како народ е што имаме толку влијание. Тоа го гледам како позитивна работа, бидејќи секогаш најинтересен, најбогат е оној фолклор кој што трпел влијание, а што имали на своето тло веќе такви бисери, така што македонскиот фолклор е уникатен и секогаш имаме контрааргументи на секој еден што ќе сака да се изразам улично, закачне со македонскиот нова тема и со танец и со нашата држава. Бранка, благодариме за гостувањето во утринската програма на Македонската телевизија. Честитки за успешно реализираниот великденски концерт и ќе ви посакаме успешна престојна меѓународна концертна сезона за почеток настапите во САД и во Канада. Така е, а само да кажам дека ние и годинава со Македонската радио телевизија нормално со јавниот сервис ќе имаме соработка како и минатата година и најголем дел од нашите настапи, овие големиве, ќе бидат прикажани на Македонската радио телевизија. Ексклузивно нашите гледачи ќе може да ги гледаат, а ние ќе имаме поводи за многу следни гостувања, имајќи ја предвид богатата концертна сезона. Благодарам, Бранка. Ви благодарам вам и доаѓате на концертите, мислам навистина се прекрасни, како што велат синоќа, се освежиле луѓето во овие тешки услови, пандемиски, воени, какви не кризни, дека танец е повеќе и од било кој фитнес или јога. Сега се обидувам да ги сумирам сите коментари вчерашни.
гореа социјалните мрежи, барем од она што можевме да го видиме, многу ме радува видеата кои што ги постира граѓаните на социјалните мрежи. Веќе тоа не е онака тајно, па само за интерна употреба, па само ние да го видиме. Да, не е срамота да сакате фолклор. Транспарентно и многу ме радува. Да. Ви благодарам многу и вам. Благодарим.